Благодарност до медиумите, меѓутоа благодарност и до колегите кои денеска само 20% од 3 полициски станици за граничен надзор во Република Македонија, Танушевци, Маздрача и Стрезимир, толку законот ни овозможува да бидат одсутни од нивните работни места, дојдовме пред Министерството за внатрешни работи и од новиот министер бараме хитна средба за решавање на прашања кои министерката Гордана Јанкуловска во април месец оваа година, потпишувајќи го последниот колективен договор, ни нанесе таква штета да јас во една прилика напоменав да наредните 10 години нема да може да се оправиме. Членот 97 и 98 со кои овие луѓе, овие господа, овие униформирани полициски службеници кои бранат и обезбедуваат државната граница, мораат 15 деноноќја да спијат и да работат во полициските станици за граничен надзор према Албанија и Косово, а за тие 15 деноноќја само 176 работни часа ќе треба некој да им ги пишува нивните работни ангажирања. Ова е таква невидена дискриминација и неправда која денеска од министерот хитно бараме отпочнување и решавање на ова прашање. Бројните началници и заменици директори, односно заменици министри во рамките на Министерството за внатрешни работи, за сите овие прашања кои во изминатите 3 месеци се бркаме низ институциите низ Република Македонија, се многу добро запознати, сите добро знаат што направиле, што потпишале и со каков правилник на овие луѓе им го одземаа правото да се гледаат со нивните сопруги, со нивните деца, пријатели и семејства, да едноставно бидат без пиење, а за тоа што 360 работни часа поминуваат во станиците за граничен надзор, им се сметаат само 176 работни часа. Се она што е доставено до сите државни институции, како што е јавниот правобранител, како што е народниот правобранител, односно обуцменот и така натака, Уставниот суд, сите документи кои во изминатиот период се доставени и од кои немаме никаков одговор досега, не наведе и не доведе во ситуација да денеска на ваков начин бараме хитна средба и тоа што во меѓувреме го слушнавме, министерот е подготвен веднаш да почне да преговара, да разговара и јас како особа кој во изминатите неколку години ги застапував членовите само на независниот синдикат, денеска ова што се случува е практично поддршка и од останатите колеги кои едноставно им е дојдено се она што се вика преку глава и мораме да отпочнеме со решавање на прашањата кои во текот на пресод ги објавив и ги истакнав. Сето она што со месеци е напоменато, мислам дека од денеска ќе мора да го решиме затоа што ќе мора да примениме други методи на решавање на прашањата и ќе мораме да го бараме чарето, бидејќи нема да можеме да оставиме да течат работите како што некој сака да се поигрува со полицајците во Република Македонија. Имате ли денеска средба со министер? Ни најави министерот, претпоставувам дека сето ова што денеска го гледа најверојатно од прозорите на неговиот кабинет, ќе мора да не прими и ќе мора хитно да отпочнеме со решавање на прашањето. Чекаме само мала минутажа и верувам дека за брзо време дел од службите што се во рамките на министерството ќе не повика. Дали тоа е единственото барање од вас? Единственото барање е правилникот со кој се регулира начинот на работа во овие 3 полициски станици, кој го донесоа, значи, синдикатот на Сојузот на синдикати во рамките на МВР и Гордана Јанкуловска, кој е променлива категорија и може да се смени, тоа може значи да се направише утре и да се смалат маките и проблемите на луѓето кои се денеска одека пред Министерството за внатрешни работи. Може да не опишете во какви услови работите на овие наведени? Во услови со кои не лажеа, во услови кои кажуваат дека со овој правилник ќе ни донесат готвачи, ќе ни донесат храна, ама не ни кажа кога ќе ни донесат, ќе ни донесат посебни услови со кои ќе се направат по хасап систем одредени кујни и така натака, меѓутоа сето тоа е лудо верување на поединци, мисля дека ќе ги поверуваме во сето тоа.
Пак ќе се навратам. Условите се небитни во моментов. 360 работни часа кои се остварени во станиците кои ги напоменав е практично неиздржливо за било кого од колегиве да останат и понатака ладнокрвни и да го продолжат нивниот начин на функционирање на работа по тој систем на работа. Докаде е постапката за оспорување предуставена? Рековте дека доставена е. Доставена, јас имав средба во рамките на моите ингеренции и можности и до 15 декември таа постапка ќе се стави на дневен ред предуставен и практично документирано ќе се отворли колективниот договор, бидејќи е со поголем број на карактеристики дискриминирачки, така натака и едноставно не кореспондира со реалноста и со вистината на работа и функционирање во рамките на МВР. Рековте дека овој проблем од времето на Гордана Јанкуловска, еве сега барате итна средба со сегашниот технички министер. Зошто досега не побаравте или дали побаравте досега итна средба? 3 пати досега барам и од Гордана Јанкуловска. Моето барање прво после потпишување на колективниот договор е веднаш да си замине Гордана Јанкуловска. Штета е што Гордана замина после сето она што ни се случуваше во Република Македонија и на Балканот, после сето она што се случуваше во Куманово, во Диво населје, што денеска се поклопува овој прес со тамошниот прес, односно со тамошните практично збиднувања и првото судење во Куманово и среќа е што денеска Гордана Јанкуловска не е министер затоа што таа не ни сакаше да разговара со нас, затоа што таа потпишала нешто за кое пак напоменувам. 10 години од моментов натака ќе имаме маки за решавање на прашањата, сето она што е ставено во тој колективен договор. Заедно со незиниот ментор Сојузот на синдикати на Македонија. Имате ли предлог некако сега вие го оспорувате целиот колективен договор или само делот што се однесува на часовите поминати во тие конкретно станици? денеска со оваа групација на луѓе бараме да се решат прашањата кои се врзани за овие 3 полициски станици на кои ме наметнато со правилник 360 работни часа да седат, односно да бидат работно ангажирани, за кој нема да се води во делот работната документација никаде дека биле, ќе се води само дека само 176 работни часа биле на работа, а тие всушност биле ангажирани 360 работни часа и нема да можат за тие 360 работни часа ништо друго да работат, освен да бидат во станица. Добро, предлагате ли нешто? Ако не предлагаме Кој е нов вашиот правилник предлог? со кој ќе се поништи стариот правилник, членот 97 и 98 ќе се поништат и ќе се вратиме на редовно функционирање како останатите полициски станици што функционираат 12 од 24, како што до сега функционирале, така и од сега да функционираат овие 3 полициски станици и едноставно ќе се решат сите прашања, нема да одиме по судови, нема да ни се смеат комши, пријатели, роднини и така натака, ќе се среди ситуацијата и ќе се вратиме на редовно функционирање, односно нема да се исцрпуваат луѓето воопшто во делот на ангажирање во нивните работни простори, места и станици. Деновиве актуелно е информацијата дека поранешни функционери добивале обезбедување возило од МВР кој што не им следува. Дали некој од вас им учествува во овие незаконски како што вели И ќе ве надополнам и зелени картони за да можат кои ќе имаат празници, продолжени празници, дел од началниците кои утре 8 декември е неработен ден, можеби уште во петокот заминал и он не знае дека има прес, а учествувал во вакви работи со кои ние денеска се мрзнеме, ги бараме нашите права, а тие можеби се на Хаваи, се бањаат во Австралија и така натака. Јас со години зборувам дека одредени лица практично ова што го кажувате со надополнение нешто добивале службени возила со зелени картони и со нашите пари, со бензин тука од Министерството за внатрешни работи шетаат низ цела Европа. Ова е вистина. Значи дека и вие сте учествували некој Јас се возам во возило, службено возило, кое е десетина години старо и со капути, со бунди се облекуваме, затоа што нема ниту парно на обезбедување на државната граница, ниту има можност нормално да се пали и така натака. А тие господа што ги зимаат парите од Министерството за внатрешни работи, го зимаат нашиот дел од доврски, за вие да сте побезбедни во оваа држава. Ке има ли тужби за оваа дискриминација своевидна што ви се прави поради штетниот колективен договор што го споменавте? Ние досега со еден поголем број на адвокати ги разгледаме сите можности, тужби веќе има за остварените работни часа повеќе од редовната работна ангажираност на вработените, посебно во граничната полиција, тужби веќе има и ја разгледуваме можноста и најверојатно ќе има тужби и за
ова прашање, го чекаме и овој момент доколку министерот денеска ќе има можност да ги слушне сите наши барања. Ако отпочнеме ги решаваме прашањата, ќе ги застанеме работиве до она што може да се вика нема тужби, но ако нема разбирање, ќе мораме да ги активираме адвокатите и да почнеме со тужби за дискриминација, затоа што ова е целосно разгледано од адвокатите и е дефинирано дека е со голема можност за тужење за дискриминација, дури и за мобинг. Уште хипотетички, ако нема решение, размислувате ли за порадикални чекори? Секако. Тоа веќе денеска ќе го одлучиме, ќе го заклучиме, ќе видиме на кој начин понатака ќе продолжиме со нашите барања и како и на кој начин ќе ги решаваме овие прашања за кои пак ќе напоменам, со месеци се занимаваме едно те исто, истата проблематика ја вртиме, разговараме и немавме решение единствено вака и на овој начин да поднесеме барање и да се сретнеме со министерот да отпочнеме со решавање на прашањата.